Поука до сите млади да работат на своите соништа, бидејќи соништа секој се остваруваат. Најефикасни тренинг методи за губење на маси? Најефективни методи дефицит на организмот. А тоа значи да внесуваме помалку, а да трошиме повеќе. А тоа значи ако внесеме 1000 калории во текот на денот, да потрошиме 1500 калории. Совети за почетници во бодибилдингот и фитнесот? Никогаш да не брзате и да го прават ова трпливо, бидејќи бодибилдинг и фитнесот не е спорт за еден ден. Ова е спорт што треба да практикуваме цел живот. Што вежбаме во теретана, за да ги билдаме нашите мускули, да изгледаме убаво, привлечно, треба да го вежбаме и нашиот мозок. А единствен начин да го вежбаме нашиот мозок е читање на книга. Затоа препорачувам задолжително и обавезно прочитајте барем една книга месечно. Не смееме да дозволиме да кажеме дека денот ни поминал пребрзо, годината ни поминала пребрзо, туку треба да направиме што по-долго да ни поминува секој миг од нашиот живот. Кажи ми, дали постојат брзеливи луѓе? Па постојат, како не се исти прстите на рака, така не се и луѓето. Јас секогаш стоам за тоа дека мораме да работиме на себе. Бидејќи нашето тело е единствено место каде што мораме да живееме и мораме да